Во студиото со вас, Маријан Ников. Оставката на осомничениот директор на комунална хигиена кој заврши во притвор отвара можност за нова блокада на јавното предпријатие. Градоначалничката и управниот одбор различно го толкуваат законот, а без директор нема кој да набави нафта за камионите. Комунална хигиена остана без директор, откако Рустеми си поднесе оставка од морални причини по распитот во кривичниот суд. Нејасно е кој ќе го води предпријатието сега, затоа што Арсовска не сака да назначи нов директор. Скопската градоначалничка испрати соопштение во кое вели дека треба да го прашаме Мицкоски за тоа како ќе функционира комунална хигиена, бидејќи тој го направил овој хаос. Го повикуваме премиерот Мицкоски, кој има своја председателка на управниот одбор од ВМРО, која воедно е осуден криминалец за 2 кривични дела во 2006 и 2022 година, да го повика управниот одбор на комунална хигиена Скопје, согласно член 24а, став 2 од Законот за јавни предпријатија, да донесе одлука за разрешување на директорот и согласно став 3 од истиот член да именува вршител на должност на предпријатието. Мицкоски го тероризира градот со своето режимско и диктаторско владење преку својот управен одбор, злоупотребувајќи ги институциите и полицијата да се страф и да врши репресија пред избори, пишува таа. Членот од законот на кој се повикува Арсовска е општ и вели до изборот на нов директор, управниот одбор, односно градоначалникот на градот Скопје, во рок од 5 дена именува вршител на должноста директор. Но статутот на комунална хигиена прецизира, во случај на престанок на мандатот на директорот, по кој било основ, до именување на нов директор, градоначалникот именува вршител на должност директор. Ова значи дека само Арсовска може да назначи нов директор. Од управниот одбор пак велат дека нема добиено ниту известување од градот, дека Рустеми ја доставило ставката до Арсовска. Од владата за Сител велат дека евентуална негрижа, намерна обструкција или неисполнување на обврските повлекува соодветна институционална и правна одговорност. Владата внимателно ги следи состојбите и нема да дозволи самоволие, некомпетентност или едноумие да го попречи функционирањето на јавните служби, ниту пак да се загрози јавниот интерес и безбедноста на граѓаните во Скопје. Во случај на институционален застој, владата има законски механизми да постапи согласно своите надлежности, со единствена цел да се обезбеди нормално, законито и ефикасно функционирање на предпријатието и да се спречи било каков ризик по здравието на граѓаните, ни рекоа од владата. Извори за Сител од комунална вела дека и тие камиони што им се останати нема да може да возат и да собираат ѓубре, оти нафта имаат само уште за денеска. Иако нема нов директор, ќе нема кој да спроведе нова набавка. Ќе нема кој да потпише ниту вработените да земат плата за овој месец. А според информациите од Суткос, плата за септември се уште нема ниту во паркови и зеленило, ниту во Дрисла. Инаку директорот на комунална, заедно со управител во истото предпријатие, вчера добија по 30 дена притвор. Според обвинителството, двајцата не ја извршувале својата основна работа, редовно собирање и транспортирање на ѓубрето во Скопје, со што може да се предизвика ширење на зарази. Им се заканува казна од 1 до 10 години затвор. Мартин Арсов, Сител телевизија. Билал Касами вели дека погрешно бил разбран во изјавата за етичка поддршка на кандидатите во вториот круг од изборите. Вели дека на ист став со коалицијата, а Влен не стои зад Фатмир Дехари. Од ВМРО ДПМН повикуваат на обединување наместо на етнички поделби. Од ДУИ пак за денеска најавуваат одговор за поддршка во вториот круг. По јавните пораки од председателот на ВМРО ДПМН е да прекинат етничките поделби и остварената средба со Мицкоски, кандидатот на Вреди за градоначалник на Титово Билал Касами ја менува реториката. Изјавата во која јасно даде до знаење дека очекува и ветува взаемна поддршка со ДУИ во Кичево, Долнен и Бравеница за кандидатите албанци, сега вели била извадена од контекст. Реакцијата на Мицкоски вели не ја гледал како опомена.
Првично не сметам дека имало каква било опомена. Мора да го земеме предвид контекстот, местото и медиумот во кое е дадена изјавата. Таа беше политички погрешно толкувана, бидејќи нашите противници се обидоа да ја отворат етничката карта на овие избори. Фатмир Дехари е најслабиот кандидат на ДУИ кој за време на неговото владење не донесе ништо добро во Кичево. Напротив, им наштети на градот и на луѓето во Кичево. Поради оваа причина не можеме да застанеме зад него само затоа што е албанец. Одвреди веднаш по првичната изјава на Касами се оградија и повика граѓаните на Кичево сами да пресудат за кого ќе гласат во вториот изборен круг, каде во изборната трка влегуваат кандидатите на НАИ, ВМРО ДПМН Александар Јовановски и Фатмир Дехари. Пред само неколку дена Мицкоски му се обрати на Касами порачувајќи дека гласовете на избирачите ги немаат во џип за никој да кажува како да гласаат. Ги повика политичарите по ваквите изјави да не прават подолби по етнички теми, бидејќи тогаш немало да има разлика меѓу нив и Ахмети. Од владеачката партија и денеска го повторија ставот, наместо етнички подолби да се фокусираат на обединување. Нашиот став по однос на тоа е јасен. Ние секогаш повикуваме и сме за обединување околу вредности, а не околу етнички прашања и теми кои што доведуваат до поделби. Така што очекуваме сите политички фактори кои што се сериозни да се обединат околу вредности, затоа што онаа политика на поделби која што беше, би кажала, дефиниција за ДУИ заврши поразена на 19 октомври. По молкото, ДУИ во телефонски разговор ни рекоа дека нивниот став, дали постои договор за взаемна поддршка со Вредино и каков е воопшто ставот по ваквите изјави, ќе го соопштат утре на пресконференција. Ивана Соколович најдова, Сител телевизија. Уште 2 дена од изборната кампања, кандидатите за градоначалници продолжуваат со активностите на терен. Од печатницата Киро Дандаров во Битола денеска ќе започне дистрибуцијата на 1.013.357 избирачки ливчиња за гласањето во вториот круг на локалните избори. Ќе се бират градоначалници во 32 општини и градот Скопје. Во сабота гласаат болните, изнемоштените, затворениците и лицата во домашен притвор, чии пријави се прифатени од општинските изборни комисии. Локалните избори, според информациите на ДИК, ќе ги следат 1569 наблюдувачи, од кои 904 домашни, 651 меѓународни, акредитирани за известување на изборите се 14 странски новинари. На 2 ноември в недела при гласување за членови на Совет ќе има на 3 избирачки места во општина Шуторизари, каде што е можно теоретски да се влие на изборот на мандатите за советници. Во нив ќе има и бесплатни кесички за собствениците, со што овозможуваме едноставно, урбано и еколошко одговорно решение за чисти улици и паркови. Во следниот мандат одиме и чекор понатаму. Започнуваме со вакцинација и микрочипирање на уличните и домашни миленици. Поддршка на млади лица до 29 години што сакаат да започнат сопствен бизнис. Грантови за стартап до 4000 евра по апликација, обука за предприемништво, дигитален маркетинг и бизнис планирање, консултантски услуги за пристап на национални или европски фондови. Целта на оваа мерка е да се намали невработеноста кај младите и да се зголеми бројот на активни млади предприемачи. Прошетавме во многу дуќани, посетивме многу еснафи и видовме дека се уште живее духот на таа традиција која што живее во Скопје повеќе од 5 векови. Ќе бидеме поддршката на развојот на еснафот во нашата држава, бидејќи само така можеме да ја задржиме таа традиција и тие традиционални вредности. Ќе доделиме 6000 денари за секое запишано првооделенче во Карпаш. Ќе обезбедиме и бесплатни училишни униформи. За секој нов студент од Карпаш, општината ќе ја покрие школарината за првата година. Затоа што образованието не смее да биде луксус, туку право. Сите млади до 30 години кои ќе имаат идеја, вештина, знаење да регистрираат стартап во Карпаш, ќе добијат 2000 евра поддршка.